преглед во домот, се договара термин, значи пациентите се јавуваат. Услугите кои што ги нудиме се промена на катетри, преглед во домот, доколку има потреба и се наложи да се даде некаква терапија. Во моментот се дава терапија, се она кое што може да се направи на примарна здравствена заштита, на нивото на примарна здравствена заштита, се реализира. Пулс оксиметрија, ЕКГ, најмногу корисници имаме кои што од луѓето кои што се неподвижни, во смисла имаат ограничени ресурси за да стигнат до својот лекар и најчесто тоа се наши корисници, а исто така сите оние кои што немаат здравствена услуга или пак да кажеме сакаат да си го пружат луксузот да бидат прегледани дома, имаат се што треба да имат, меѓутоа сакаат да добијат преглед кој што излегува надвор од стандардите на она што го нудиме како матични лекари, пошто матичните лекари си имаат работно време. Значи, твој доктор дома, јас би кажала дека го е замислена како таков тип на услуга која што го пополнува гапот помеѓу примарна здравствена заштита, матичен лекар, надвор од работното време и гапот помеѓу терцијерно здравство и за сите ви кажав оние кои што не можат да си го дозволат или пак можат, а не сакаат, односно сакаат да имаат бенефит од преглед дома. Така. Дали може да се направат и лабораториски анализи, односно да се земе крв и да се однесе од страна на твој доктор дома? Да, во тој случај претходно треба корисниците да најават дека имаат потреба од некаква лабораториска анализа. Ние исто така имаме соработка со референтни лаборатории. Битно е да се договори времето во кое што се оди или се договараме со наша референтна лабораторија нивни екипи да отидат или додека сме ние на домашна посета. Се разбира дека периодот во кој што треба да се обави домашната посета треба да е претежно утрински, за да бидат релевантни податоците од лабораторијата. И земаме примеруци и после тоа ги доставуваме до лабораторија со која што соработуваме. Тоа е сега во моментов Авицена. И мислам дека од кога најчесто стигнуваат резултати по плани, се анализираат од лекар, после тоа се комуницираме со луѓето. Значи, твој доктор дома не значи само во моментот преглед си заминувам и толку немам грижа. Останува комуникацијата додека не се добие дијагнозата. Да, додека не се добие дијагноза, ако треба пациентот да се консултира со интернист, ако се установи дека веќе компетенцијата не е веќе на примарно ниво, бидејќи сепак работат општи лекари, тогаш консултираме специјалисти.